Се уште трае распитот, односно давањето на исказ на председателот на Советот на Судскиот совет Зоран Караџовски во обвинителството за организиран криминал, каде тој во канцеларијата за организиран криминал и корупција е повеќе од 2 часа и одговора на прашањето на обвинителите во врска со исплатите на надоместотите на членовите на Судскиот совет од 35%. Повеќе од 2 часа Караџовски е во зградата на апелација, каде е сместено обвинителството за организиран криминал и корупција. Тој е повикан како председател на Судскиот совет, кој всушност го потпиша одобрението да се исплатат додатоци на плата за 35% на членовите на Судскиот совет за месеците октомври и ноември минатата година. Ова следи откако обвинителството за организиран криминал и корупција лани во декември по допрен глас по објава на медиумите го оформи предметот во кој се испитува евентуална кривична одговорност за злоупотреба на службена положба и овластување по однос на доделените додатоци на плата во однос на 35% кои не се пропишани со законот за плати на членовите на Судскиот совет. Очекуваме било каков епилог од давањето на исказ на Караџовски во обвинителството за организиран криминал и корупција, кој, како што кажав, веќе трае повеќе од 2 часа. Имено кога беше објавен и скандалот со доделувањето на додатоците на платите на 35% од платите на членовите на Судскиот совет, беше во кога судската администрација бараше повисоки надоместоци за нивните плати, односно повисоки плати за самите судски административци. Тогаш министерката за правда Рената Десковска оваа одлука за донесување на додатоците на повисоките, односно на 35% на плата на страна на членовите на Судскиот совет го оцени како скандалозна одлука и негодуваше бидејќи и таа како министерка за правда не била повикана на седницата, бидејќи сепак како министерка за правда има право да присуствува на седници на советот на Судскиот совет, но сепак негодуваше дека не беше повикана. Како што кажав и на почетокот, повеќе од 2 часа Зоран Караџовски го дава исказот во обвинителството за организиран криминал и корупција по донесувањето на одлуките за 35% на додатоци на плата, а каков ќе биде исходот, информации во